Малешнет вести. Ликвидација или трансформација му предстои на Беровското водостопанство. За председателот на синдикатот Кажлевски предпријатието ќе оди во ликвидација, а 8 вработени дома. После 4 годишно постоење, со 8 вработени и со сопствени изворни приходи, поради наведените загуби во последните 2 години и недоволно остварени приходи за основно работење и покривање на тековни оперативни расходи, до крајот на годината ќе престане со работа. Освен ова, синдикатот на предпријатието има забелешки во однос на записниците од контролата на УљП, во која се прикажани непрокнижена реализација, прикриени фактури и наплативи побарувања од 2,5 милиони денари за 2013 и половината на 2014 година. Па синдикатот на предпријатието бара од времениот директор Атанасов да излезе пред јавноста и да одговори на 3 прашања. Прво, зошто е прикривана реализацијата и со тоа е доведена во заблуда комисијата при МЖСВ за да донесе одлука за ликвидација? Зошто и после 2 години не е деблокирана сметката и не се преземени правни дејства против должниците? И зошто се каси со исплата на 10 плати при активни побарувања од 2,5 милиони денари? Директорот Атанас Атанасов ги демантираше обвинувањата на представникот на синдикатот. Според него во прашање предлог закон за трансформација на водостопанските предпријатија на кој допрва ќе се работи. Нема предлог закон за ликвидација на Беровското предпријатие, него има предлог закон за трансформација на сите водостопанства, кои преминува во едно водостопанство кој ќе биде АД за водостопанство на Македонија во седиште во Скопје, а водостопанствата ќе бидат подружници на тоа водостопанство. Директорот ги објасни состојбите со сметката и блокадата од 2 милиони денари. Кога не се исплатени средствата, не можеме да платиме персонален данок. Кога ќе бидат исплатени средства, ќе биде платени персоналниот данок. Затоа што по извршена контрола од УЈП, ДДВ-то ние сега ставуваме ДДВ во вразници и се припремаат новите фактури со 5% ДДВ кои ќе се плаќа редовно преку цесија. Инаку по Плавнево во Беровската полиција директорот Атанасов пријавил кражба на документи од неговата канцеларија, па сега во вжештената атмосфера на предпријатието ќе се вмеша и истрагата на полицијата по крадецот на документите.